Добар ден и уште еднаш поздрав од Алпите. Овој пат ќе ја тестираме BMW X3, незината четврта генерација, која порасна во сите смерови, но технолошки и дизајнерски се одвои од своите претходни три генерации. Амбициите на BMW се големи, но за тоа потоа. Добре дојдовте во новото издание на Автомагазин и тргаме со вообичаените теми. На прекрасен настан во Скопје, Порше Македонија го лансираше новиот целосно електричен Макан. Гостите беа почестени со воодушевувачки поглед на градот, додека се восхитуваа на врвниот дизајн на Макан и возбудливите перформанси. Генералниот менеджер на Порше Македонија, господин Златко Муцунски, ја отвори вечерта споделувајќи увид кон визијата на компанијата за иднината на електричната мобилност, нагласувајќи ја важноста на одржливоста без компромиси за перформансите. Електричниот Макан е Порше, се чувствува како Порше, се вози како Порше. Електричната платформа не ја одзема суштината, туку ја подобрува и ја нагласува. Вечерта поттикна длабоки разговори меѓу автомобилските ентузијасти и представниците на медиумите, сите собрани да го прослават на електризираниот напредок на Порше, кој смело и со сигурни чекори го продолжува своето патување кон електричната мобилност, носејќи повозбудливи модели на својата посветена база на љубители и клиенти. Планираните 399 примероци на Мекларен W1, еден од најимпресивните суперспортски автомобили, веќе се испорачани на срекните купувачи. Оваа ракета на тркала испорачува системски 1275 конски сили и максимален вртежен момент од 1340 Нм, како и соодност моќност тежина од 911 конски сили по тон. Оваа моќност ја добива во комбинација 928 коњи од V8 турбобензински и 347 конски сили од електричен мотор. Мекларен W1 забрзува од 0 до 100 км на час за 2,7 секунди. По уште 3,1 секунда се постигнуваат 200 км на час, а до 300 км на час потребни се помалку од 13 секунди. Стрелката на брзинометарот застанува на 350, бидејќи максималната брзина е електронски ограничена. Педалите, воланот и другите примарни контроли се подвижни за најдобро да го позиционираат возачот во кокпитот. Спортскиот автомобил, спакуван во Формула 1 технологија со 8 степен менувач и електричен рикверц, како и нов хидраулично електронски диференцијал, чини околу 2,2 милиони евра. Светлината повторно силно ќе блесне на салонот на автомобилите во Париз, кој се враќа на голема врата. За неколку дена посетителите ќе ги пречекаат голем број изложувачи. Покрај домашните најавени се и Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Alfa Romeo, Kia и други, а ќе бидат присутни и Cadillac и Tesla. Од Кина ќе изложуваат повеќе марки, меѓу кои BYD, Dongfeng, Hongji, Xpeng и секако Leapmotor. За жал, публиката
ќе остане незапознаена со новитетите на Toyota, Nissan, Hyundai, Mercedes, Volvo, MG и уште неколку значајни светски имиња. Организаторите на салонот на автомобилите во Париз, кој годинава се одржува по јубилеен 90-ти пат, очекуваат бројот посетители значително да надмине 400.000, колку што имаше 2022-та. Цените на влезниците изнесуваат 18 евра во работен ден, односно 22 евра за викенд. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој заведува повеќе од колку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Новиот Макан. Една нова енергија. Реагираат сите сетила. Моќта те обзема. Тој е смел, динамичен и целосно електричен. Новиот Porsche Macan. Porsche Македонија. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Во Македонија има околу 700.000 возила, но забележителен дел од нив се нерегистрирани. Затоа го поканивме господинот Лука Пажин од Кроација осигурување да подискутираме на оваа тема. Што е автоодговорноста и зошто е важна? Благодарам, Мишко, за повикот во вашата емисија. Автоодговорноста е осигурување, односно АО скратено, е задолжително осигурување согласно законот за осигурување и секое регистрирано возило, моторно возило, мора да има полиса од автоодговорност. Со осигурувањето сите корисници на возилата ќе бидат безбедни од нивната финансиска загуба и ќе се заштитат за дополнителни трошоци од нивниот буџет. Многумина мислат дека е тоа непотребно, но кои ризици ги покрива полисата за автоодговорност? Полисата за автоодговорност ги покрива сите штети настанати спрема трети лица. Трети лица кај нас, односно во браншата на осигурување, спаѓаат лица кои не се дел од самата полиса, значи лица кои се оштетени надвор од таа полиса. Како се одредува цената на автоодговорноста на таа полиса? Цената на автоодговорност полисата ја одредува Национално биро за осигурување. Секоја година се пресметува бонус и малус систем, каде што возилата, односно корисникот на автомобилската полиса може да има бонус, намалување на цената, односно малус, покачување на цената во зависност од неговиот технички резултат. Дали имал штети или немал штети. Како што реков на почетокот, имаме многу неосигурени возила во сообраќајот. Што се случува ако возачот при судир нема полиса на автоодговорност? Во тој случај се повикува полиција на лице место
бидејќи не ги условуваат условите да одат да пријават штетата согласно европскиот записник. А дали имате некоја статистика, колкав е процентот на нерегистрирани возила и колку од нив учествуваат во сообраќајот во Македонија? Во Македонија, според некои статистички податоци, се забележува дека има повеќе од 700.000 регистрирани возила. Се смета дека 80.000 од нив не се регистрирани, што е над 11%, а исто така има и над 80.000 возила кои не се регистрираат навремено, односно купуваат на време, невремено ги регистрираат, што е исто така еден голем предизвик, односно голем проблем за клиентите. Која е процедурата за пријавување на штетен настан? Процедурата за пријавување на штетен настан согласно автомобилската одговорност, односно штета во сообраќајот, е лесна. Доколку двете возила се регистрирани и имаат автомобилска одговорност полиса, се учесници на сообраќајот, имаат возачка дозвола важечка и сообраќајна дозвола важечка, истите се упатуваат на локацијата на пријава на штета. Кај нас во Кроација осигурување, нас може да не најдете на улица Железничка, број 47, во центар, доколку сте надвор од Скопје, во некој од најблиските можни филијали. Со двете возила, со сите податоци, слободно може да се упатите и да пријавите штетата кај нас. Дали постојат разлики во покривањето на штетата во зависност од типот на возило? Не постојат разлики во покривувањето. Покривувањето ги покрива сите штети што се утврдени согласно записникот од проценителите на штета. Истиот тој се испраќа до овластен сервис и истите се покриваат во максимум што е утврдено од проценителите. Осигурителните компании бараа поскапување на автомобилската одговорност. Зошто? Зошто? Автомобилската одговорност не претрпела корекција изминатите 15 години. А и сами сме свесни за инфлацијата што се случува на нашиот пазар и општо у светот. Самата цената на возилата е доста покачена, цената на автоделовите е покачена, работната рака е покачена. Пред се тоа се надевам дека владата би донела некоја одлука за покачување на техничката премија за автомобилската одговорност. Господине Пажен, ви благодарам за вашето гостување во Автомагазин. Ние секако дека уште неколку пати ќе ве поканиме за да разјасниме уште некои прашања кои не се баш најјасни околу осигурувањето. Благодарам, Мишко, и на тебе. Секако ќе ми биде чест уште еднаш да гостувам во вашата емисија. Благодарам. Пријатно. Пазарот на батериски електрични возила е во пад. Сепак тоа не е пречка производителите притиснати од регулативите да промовираат вакви возила и да се колнат во електричната иднина. Минатата недела на сцена стапија две нови возила. Тоа се Peugeot E408 и Škoda Elroq. Батериските електрични возила се и камен на сопнување помеѓу Европската Унија и Кина. Од идниот месец стартуваат новите давачки за кинеските автомобили во Европската Унија. Што ќе донесе ова? Французите продолжија со комплетирање на електричната понуда. Како што беше најавено пред 2 години, таа е дополнета и со Peugeot 408. Привлечниот купе кросовер со својот елегантен изглед и динамичната силуета од сега ќе биде и еколошки за возење. Со нулта емисија ќе може да помине 453 км со едно полнење на батериите. И возбудлив секако, бидејќи електромоторот од 210 конски сили ќе му овозможи перформанси за почит. На возачот му стојат на располагање уште два режими на возење, во кои електромоторот испорачува максимални 170, односно 190 конски сили. Peugeot 408 не треба посебно да се представува, барем не дизајнерски. Поставен на врвот од сегментот, тој со своето држење, мускулестите линии и софистицираноста на дизајнот
до најфини детали, засени многу поскапи и поголеми модели. Во внатрешноста се среќава iCockpit, обкружувањето со 10-ичен екран за инструментите и исто толкав за мултимедискиот систем. Полнењето на батериите од 20 до 80% капацитет трае околу 30 минути, а користењето на возилото е значително поедноставено со интегрираниот планер на патувањата. За да ја пресмета и предложи идеалната рута, системот зема во предвид повеќе фактори, од должината и видот на патот до достапните станици за полнење. И за овој модел Peugeot преку својата Allure Care програма дава гаранција од 8 години или 160.000 километри. Цената во Франција е поставена на 42.470 евра. После многу најави, Шкода го представи електричниот Elroq. Загревањето на јавноста беше оправдано ако Enyaq ги постави. Elroq ги зацврстува темелите на електричната иднина на марката. И не само тоа, со овој модел чесите го лансираа својот нов корпоративен стил, чија главна карактеристика е двостепеното осветлување со лента која се протега по целата широчина на предниот дел. Интересно е и тоа што славното индијанско лого исчезна од секаде, се среќава само надписот Шкода. Внатрешноста на Elroq балансира меѓу современото и традиционалното, со два екрани за инструмент табла и мултимедиски систем, минијатурен џојстик за она што и кај електричните возила го нарекуваме менувач и централен тунел на две нивоа. Има и многу копчиња на предниот панел и управувачот. Димензиски Elroq за малку е поголем од Karoq, по должина за 10, по широчина за 4, а во меѓуоскиното растојание за 13 см, што вештува многу простор во внатрешноста. И багажникот е солиден, со 470 литри, а со соборена задна клупа 1580. Секако, умните решенија за организација на интериерот ги има насекаде, од джеповите за мобилен телефон на наслоните на предните седишта преку чадорот во вратите до посебната мрежа за чување на кабелот за полнење. А тој кај основната верзија ќе се користи на секои 375 км, колку што автономија обезбедуваат батериите од 55 киловат-часа. Кај неа електромоторот е со 170 конски сили, а погонот на задните тркала. И наредните две изведби се со еден електромотор од 204, односно 286 коњи, со батерии со капацитет од 63 киловат-часа. Топ моделот има 299 конски сили, погон на сите тркала и батерии доволни за 560 км пат. Она што е најзначајно е дека Elroq, кој ќе се произведува во Чешка, ќе биде со цената блиску до Karoq, околу 33.000 евра. Првите испораки се предвидени за почетокот на наредната година. Членките на Европската Унија ги изгласаа царините за кинеските електрични возила. За нив беа 10 земји против 5, а 12 гласаа воздржано. Меѓу големите производители на возила само Германија беше против воведувањето на царините. Франција и Италија гласаа за, додека Шпанија беше воздржана. Европската комисија сега има рок до крајот на месецов да ја подготви финалната регулатива, пошто царините кои ќе важат 5 години ќе станат официјални. Со нив не се опфатени хибридите и бензинските возила и ќе бидат различни за секој производител. Ќе зависат од големината на компанијата, добиените субвенции и други фактори, но најмногу од тоа дали соработувал со истражувателите на Унијата кои ги утврдуваа фактите. Според досегашните пресметки ќе се движат меѓу 7 и 35% и ќе се надплатуваат дополнително на важечките царински давачки од 10% за сите
возила од Кина. Царини ќе плаќаат и западните марки кои своите електрични возила ги произведуваат таму, како што се Тесла, Волво, Дачија и други. Европската унија се реши на овој чекор за да се запре експанзијата од Кина, чии производители во моментов имаат вишок капацитети за 3 милиони електрични возила годишно. Со оглед дека Америка и Канада воведоа царини од 100%, реално е да се очекува дека дестинација каде ќе се пласира добар дел од тие возила ќе биде Европа, со што ќе се загрозат 2,5 милиони директни и 10 милиони индиректни работни места. Кинеските власти веќе реагираа на дополнителните царини, засега со жалба до Светската трговска организација и разгледувањето на можностите за воведување на контрамерки за некои европски производи. Се започна и преговори за надминување на ситуацијата во кои Пекинг предложи некои алтернативни мерки како ограничување на извозот и воведување минимални цени, но Брисел ги отфрли. Единствен заеднички став засега е дека преговорите ќе продолжат и покрај воведувањето на царините за да се спречи економската војна. Како што најавивме на почетокот на емисијата, се враќаме на возењето на BMW X3. Од 2003 година, кога овој модел настапи на пазарот, сега се соочуваме со четвртата генерација. Овој модел е еден од најуспешните на BMW и во своето животен циклус се има продадено во повеќе од 3 милиони примероци, најмногу во Соединетите Американски држави, каде 41% од пласираните автомобили на пазарот се продадени токму од другата страна на Атлантикот. Па затоа BMW направи многу компромиси за да се допадне на сите меридијани на нашата планета. Првично направено е доста за промената на изгледот на предниот дел. Ја гледате маската, ги задржа класичните бубрези, но тие се сега по-хоризонтални и поразвлечени, па така не изгледа предницата многу нападно. Што се однесува до самата контура на возилото, во должина BMW X3 е зголемено за 4 см, додека височината е зголемена за 2 см. Има доста зафати направено и на задниот дел. Пред се со стоп светлата кои добија сега Y форма, а целата конструкција на задниот дел е поприемчива. Таа има една поблага нота која и дава на X3-ката малку посмирен, но и побогат изглед. Моторите повторно ги има од дизел и бензински погони, а дизелите има два. Следната година ќе дојде на пазарот и 3 литрениот, а сега е актуелен 2 литрениот дизел. Сепак ние ќе се сконцентрираме на возење на бензинската изведба со 2 литрен мотор, 4 цилиндри и 208 конски сили кои се потпомогнати со благ хибрид. На многу пазари BMW X3 се смета за голем автомобил, но во Америка тој се смета за малце помалку од средна големина. Со зголемувањето на димензиите профитирано е на задната клупа. Морам да напоменам дека и предните седишта кога ќе излезете автоматски се поместуваат наназад за да полесно излезете, па затоа можеби овој простор ви
ви изгледа недоволен. Но сепак има комоција во сите смерови. Употребувани се и рециклирани материјали под мотото да го заштитиме морето, да ги употребуваме материјалите кои ги вадиме од морето. Пред се тоа се однесува на извадените рибарски мрежи од чиј материјал се направени многу елементи во внатрешноста. Исто така голем дел од материјалите се рециклирани дури до 70%, па она еколошка оправдливост на секој модел се зголемува со употребувањето на овие материјали, а нив во X3 ги има насекаде. Ако сте влегле во едно модерно BMW, тогаш сте влегле во сите. Препознатливоста на внатрешноста на секој BMW е токму овој заоблен панел кој се состои од два големи 12,7 инчни екрани. Тие, благодарение на оперативниот систем 9 на BMW, сега функционираат многу побрзо и многу по-добро ги обработуваат податоците, но сепак во внатрешноста имате голем избор на менија кои е тешко да се манипулираат и да се избираат во возењето. Затоа BMW направи и кратенки кои се наоѓаат на централниот гребен, а што се однесува до другиот дизајн е извонредно пуритански. Ни се допаѓа и поставеноста за бежичниот полнач на мобилните телефони, а ергономијата е извонредна. Октагоналниот волан делува доста спортски и оние функции кои се ставени на него многу лесно се препознаваат и се манипулираат, а head-up дисплејот ви овозможува и во возење да изберете некои од основните функции и податоци на возилото. Уште од самиот почеток на возењето се чувствува смирениот карактер на X3-ката. Кога полека возите, кога сте на мала брзина, работата ја превзима електричниот мотор. Тој ви обезбедува не само малку да се движите на струја, туку и да ги почувствувате благодетите на тивкото возење. BMW кај новата X3 не го смени меѓуоскиното растојание, но ги зголеми димензиите. Во должина 4 см, како што реков, но заборавив да споменам дека и во ширина е зголемена просторноста за 2 см. Па тоа веднаш се чувствува и на возачкото седиште. Поради пуританскиот дизајн на предниот панел се чувствува огромна просторност. Целата атмосфера е во духот на високата технологија, а цитатите на внатрешноста ги разбива со амбиенталното осветлување. Функционалноста на целата кабина е добра, затоа што покрај огромната просторност многу лесно се влегува и излегува од кабината. На мали брзини, како што возам сега, бидејќи се наоѓам во населено место, се чувствува робусноста на возилото. Тоа лесно се усмерува, но возачот чувствува дека има големо возило под своја команда. А кога сме кај командите, кога ќе сакате да забрзате, тогаш и на сцена доаѓа помошта на електромоторот. Тој треба да обезбеди подобрени перформанси. Овој модел со 2-литрен мотор има 208 коњски сили и 400 Ньютон метри.
и со приклучувањето на пат веднаш се чувствува моќта на моторот, па и дури продорниот звук кој го произведува доаѓа во кабината. Во текот на моето возење, тоа беа околу 400 километри со X3, можам да кажам дека оваа генерација е технолошки најнапредна. За жал, за времето на моето возење не можев да ги испробам можностите на X3. На целата рута, каде што возевме во должина од 400 километри, прошарана е со камери кои ја бележат брзината, а цената на казните е брутална. Па моравме да се придржуваме строго кон ограничувањата на брзината на движењето. Кога сте на крстаречка брзина, X3 ви пружа навистина извонредно чувство. Не ги има оние типични вибрации кои се јавуваат кај повисоките возила, односно кај спортско корисните возила. Напротив, се чувствува како да сте во лимузина. Но на пат со свиоци, а тоа имав шанса да го почувствувам, склона е на надуправување кога ќе претерате малку со брзината. Електронските системи добро функционираат и ви пружаат едно релаксирано чувство за управувачот, особено ако ги користите сите асистенти на возачот при возењето. И сигурно ќе се запрашате што ќе ви 208 коњски сили кога ограничувањата на брзината се поголеми, а казните се подраконски. Тоа е избор на купувачот. За овие 400 километри со брзини на автопат од 130 километри на час и на локални патишта со движење не поголемо од 70 километри на час, просечната потрошувачка на хибридниот склоп е 10,2 литри, но не дизел, туку бензин. Што значи дека BMW со својот мотор од 2 литра и подпомогнат со хибриден погон покажа дека може и вака голем автомобил да биде задоволително економичен. BMW X3 треба наскоро да пристигне на македонскиот пазар. Почетната цена му изнесува некаде околу 70.000 евра за изведбата со овој мотор, додека дизелот ќе биде околу 2.000 евра поскап. Австрија е прошарана со тунели. Може би не е најидеално место за снимање, но многу добро место е тунелот за да се почувствува звучната изолација во автомобилот. Бидејќи е затворена туба, во неа се рефлектираат сите звуци и шумови и тоа се пренесува на околината. Но сепак во кабината на X3 се е релаксирано. Многу слабо продираат звуците од надворешноста. Може би се слушаат малку повеќе пневматиците, но тоа, ви реков, е впечаток што се добива во тунел. Управливоста на X3 се гледа кога ќе дојдете во тесни сокаци. Да, тесни сокаци, и во Австрија. На располагање имам не повеќе од 20 сантиметри од секоја страна, но поради убавото седење и прецизното управување немам некој поголем проблем за да се снајдам на тесните патеки. Управувањето и подпирањето е направено така да можете лесно и без многу стрес да поминувате урбани пречки, но и урбани предизвици. И полека ми привршува возењето на BMW X3. Ова возило е технички напредно. Ќе
сигурно дека ќе направи поголеми помак на пазарот, особено на спортско активни возила, односно кросовери, како сакате наречете ги. Но едно е јасно, дека BMW сака да ја задржи својата позиција не само на разновидна понуда, туку и на понуда на висока технологија која е впарена со врвна механика. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и до гледање до следната сабота.